За неколку дена ќе биде познато чие идејно решение ќе биде избрано за конечно од пријавените автори за фасадата на градскиот трговски центар. Со оваа вест го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Останете со нас. Со 32 милиони денари се реконструираат скопските училишта. Презентација на културното и природното наследство во Скопскиот плански регион. Пуштена во употреба новата катна гаража Судска палата. Доделени наградите од литературниот надпревар Училиште без насилство во општина Илинден. Драчево доби нова препумпна станица. Продолжува реконструкцијата на училишните згради на 21 училиште. Стариот и дотраен кров на средното медицинско училиште ќе биде целосно реконструиран, а учениците ќе се вратат во училниците кои досега не ги користеа бидејќи беа во многу лоша состојба. Андреја Димитриевска. На средното медицинско училиште Панче Караѓозов ќе биде целосно реконструиран стариот кров кој при врнежливото време протекува, така што просториите не се во функција за користење. Како што изјави градоначалникот на град Скопје, во буџетот за 2013 година предвидени се 32 милиони денари за реконструкција на училишните згради. Средното медицинско училиште е предвидено во планот за јавни набавки, така што за таа намена ќе бидат одвоени 5 милиони денари за санација на кровот на ова училиште. Минатата година дел од кровот, еден мал дел саниравме, ќе продолжиме и оваа година, така да со овие 5 милиони денари планираме дека целокупниот кров на ова средно медицинско училиште ќе биде саниран и со тоа сметаме дека ќе нема проблеми веќе во просториите во кои што ќе треба да учат и да работат учениците, од еден аспект, а од друг аспект ќе има поголема енергетска ефикасност, тоа е заштита на топлина. Дека средното медицинско училиште се наоѓа во многу лоша состојба, изјави и директорот на ова училиште. Состојбата е лоша. Значи, кровот е стара конструкција, рамна конструкција и прокиснува. Како ќе издржиме, ќе се снаоѓаме како што се снаоѓавме до овој период. Се надам дека најбрзо што може ќе се почне со реконструкцијата на кровот. Еден дел е реконструиран и сега нормално дел по дел, тоа се големи површини. Околу 2500 квадрати треба да се реконструира. Не може тоа најнаш во секој случај. Тројановски потенцираше дека продолжува реконструкцијата на сите училишни згради, а за оваа намена во годинешниот буџет се предвидени 32 милиони денари, при што 18 милиони денари се во областа на енергетската ефикасност, која опфаќа замена на врати и прозорци и санирање на кровови, а останатите 14 милиони денари се предвидени за санирање на тоалетите, подовите на електричните инсталации. Скопскиот плански регион денеска на 20-та седница ги презентираше резултатите од проектот Мапирање на културното и природно наследство во градот Скопје. Целта на проектот, кој беше реализиран од 17 општини и градот Скопје, е зачувување на културното наследство во изворна состојба, при што беше изработена студија за мапирање на природното и културно-историско наследство во Скопскиот плански регион со промотивен материјал. Томислав Атанасовски. Советот за развој на Скопскиот плански регион денеска ја одржа својата 20-та седница каде на дневен ред беа 6 точки. Посебно значење на седницата се даде на втората точка на која беа презентирани резултатите од проектот Мапирање на културното, историско и природно наследство во Скопскиот плански регион. Основната цел на проектот студија за мапирање и промоција на природното и културно наследство во Скопскиот плански регион е заштита, промоција и зачувување на културното наследство во изворна состојба, создавање на поволни услови за опстанок на културното наследство и задржување на интегритетот на сите податоци, што тоа ги носи во себе како сведоштво, извор или своевиден документ, ширење на сознанијата за вредностите и значењето на културното наследство и за неговата улога во културната идентификација и оспособување на културното наследство, според неговата намена и значење, да служи за задоволување на културните, научни, едукативни, естетски, верски, економски, туристички и други потреби на граѓаните и на општеството, а како крајна цел е пренесување на културното наследство на идните генерации. Денеска имаме навистина дневен ред кој е богат содржински и денеска треба да ги направиме одредени анализи или ги дадеме смерниците за тековното работење за 2013 година. Иначе на почетокот, како што и сами гледате овдека, сакаме на сите градоначалници да им го представиме на јавноста мапирањето на културното наследство и природното богатство на Скопскиот плански регион на сите 18 општини. Скопскиот плански регион, благодарение на владата на Република Македонија и со средствата од ресорните министерства и со собствени средства на градоначалниците, издадовме навистина
една брошура каде и карта каде е мапирано, да кажам, природното богатство на сите овие општини, културното наследство, затоа што во минатото не постоеше таква евиденција. Сакаме тоа да види да го види светлото, да кажам, на денот и да на јавноста, не само наша, него и меѓународна, да ја прикажеме тоа што го има Македонија во овој момент, што може да се види, што може да се презентира и да се види тоа културно наследство, да кажам, да биде достапно до јавноста во целина. Се надевам дека овие брошури кои ги издадовме се првиот чекор да се промовира тоа наследство кој го имаме на вистина во извонерно голема количина. Центарот за развој на Скопскиот плански регион како носител на проектот во партнерство со сите 17 општини и градот Скопје изработи студија за мапирање на природното културно наследство со промотивен материјал, односно брошура, мапа, како и мултимедијална веб презентација за сите верификувани факти за постојните вредности, но и за потенцијалните локации што се важни за понатамошни истражувања и ставање на истите во разновидна функција за потребите на институциите и населението од овој регион. Туризмот денес во светот е едно од најголемите индустријски гранки, односно стопански сектор со најбрз пораст. Преку него се нудат, продаваат нематеријални вредности како што се разни информации, природни убавини, културно-историско минато, обичаи, фолклор, забавно-спортски рекреативни активности и слично. За таа цел, регионот треба да преземе конкретни мерки за унапредување на туристичкото стопанство, како составен дел на економското опкружување во регионот. Проектот е финансиран со средства од буџетот на владата на Република Македонија, односно преку програмата за рамномерен регионален развој, како и од буџетот на градот Скопје и Центарот за развој на Скопскиот плански регион. Вкупно 3000 деца од семејства во социјален ризик ја искористиле можноста да отидат на бесплатен одмор и рекреација на трошок на државата. Од нив 2000 деца биле на летување во 2012-та и 1000 на зимување во јануари 2013 година. Министерот за труд и социјална политика истакна дека поради успешно спроведениот проект се размислува тој да продолжи да се реализира и годинава. Зашто, како што истакна, предвидени се средства, но треба да се чека владата да донесе одлука. Децата од семејства во социјален ризик, корисници на социјална помош или деца корисници на посебен додаток има можност да се одмараат 7 дена во посебни едукативни активности во летниот или зимски период. За време на одморот била спроведувана и програма со културно-образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности за развивање на психомоторните способности и способноста за договарање, почитување на разликите и соработка во групи. Од над 200 ученици од општина Илинден кои учествуваа на вториот поред литературен надпревар училиште без насилство, 9 ученици во 3 категории се здобија со награди за најдобри литературни текстови на оваа тема. Целта на надпреварот е да се даде порака за ненасилство помеѓу учениците и возрастните. Денеска во Домот на култура Илинден се доделија наградите и благодарниците на учениците победници од општинскиот литературен надпревар училиште без насилство, кој се одржува по повод месецот на ненасилството. Целта на надпреварот е да се даде порака дека ненасилството е главна алатка за справување со секојдневните проблеми. На конкурсот учествуваа околу 200 ученици од 3 основни училишта во општина Илинден, кои учествуваа на училишни надпревари, а потоа 27 од нив учествуваа на општинскиот надпревар, од кои 9 ученици беа наградени во 3 категории. Училиштата во општина Илинден се вклучени во програмата Превенција за ненасилно однесување. Училиштата во општина Илинден се дел од програмата Превенција за ненасилно однесување, во која што вклучува активности поврзани со учениците, родителите и наставниците на тема ненасилство. Учениците успеа на многу креативен начин да ни прикажат преку творби и да ги покажат своите креативни моменти. Оваа година учествува над 200 ученици на ниво на трите училишта. Учениците преку литературни творби ги истакнаа своите креативни вештини во опишувањето, а нивната порака беше да нема насилство во училиштата, туку да има мирен соживот помеѓу учениците. Училиште без насилство. Детенце, го сакаш ли училиштето и околината што него го краси? Ги сакаш ли другарчињата и веселиот звон што се гласи? Оваа песна ја напишав бидејќи сакам да упатам кон сите порака дека во училиштето не треба да постојат насилства. Каква цел би има кога би можеле да решиме со други нешта кои може целосно да го сменат нашиот карактер и да не употребуваме насилства кон училиштата. Овој литературен надпревар се одржува втора година поред, а училиштата во организација со општината се стремат да прирасне во традиција и да се одржува секоја година во месец февруари, месец на ненасилството.
Мерката за откуп на земјиштето за бесправни објекти кои добиле правен статус и последните предложени измени и дополнувања на Законот за градежно земјиште беа темите на средбата на министерот за транспорт и врски Милијана Киевски со граѓаните од општина Аеродром. На средбата ресорниот министер ги запозна граѓаните со одлуката на владата за измените на уредбата за откуп на државно градежно земјиште, со која се овозможува лицата што го решиле правниот статус на бесправно изградените куќи да го откупат земјиштето на кое се изградени и дворното место по цена од 1 евро за метар квадратен. Од општина Аеродром доставени се околу 8000 барања за легализација на бесправно изградени објекти. Голем дел треба да достават геодетски елаборати за да се заокружи процесот на легализација. Јана Киевски апелираше граѓаните кои поднале барања за легализација на бесправно изградени објекти, а не доставиле геодетски елаборати, да го направат тоа што поскоро, со цел да се заокружи процесот на легализација во општина Аеродром. Од денеска официјално е пуштена во употреба катната гаража Судска палата која се простира на површина од 16.000 метри квадратни и е прва јавна катна гаража со капацитет од 500 паркинг места. До 1 април паркирањето во оваа катна гаража ќе биде бесплатно за сите, а велосипедите, моторциклистите, хибридните возила и лицата со инвалидитет во неа ќе можат постојано да паркираат бесплатно. Ивана Митковска. Од денеска па се до 1 април, сите возачи кои циркулираат низ централното градско подрачје на градот Скопје ќе можат бесплатно да ги паркираат своите превозни средства во новата катна гаража Судска палата, која денеска официјално беше пуштена во употреба од страна на премиерот на Република Македонија Никола Груевски, градоначалниците на општината Центар и град Скопје Владимир Тодоровик и Коце Трајановски, како и министрите за финансии и транспорт и врски Зоран Ставревски и Милијана Киевски. 500 паркинг места се ставени на располагање на возачите во главниот град во склоп на оваа катна гаража, која се простира на површина од 16.000 метри квадратни и воедно е првата јавна катна гаража на територијата на општината Центар. Од денес можеме да кажеме дека проблемот со место за паркирање околу објектите на Македонската радиотелевизија и комплексот на државни институции во зградата до неа, како и судовите, комплексот судови во центарот на Скопје е решен. Освен паркинг простор и решение за сообраќајните проблеми, катната гаража има и соодветен деловен простор што и дава поголема вредност и можност за подобро финансирање и самоодржливост во иднина. Со оваа катна гаража трајно ќе се обезбеди паркинг простор за сите посетители на централното градско подрачје, како и за сите кои работат во нејзина близина, односно во Македонската радиотелевизија, комплексот судови и другите јавни институции. Во исто време ќе се заштитат и зелените површини во овој дел од градот, кои досега во недостиг на паркинг простори служеа како паркиралиште. Инвестирањето во катни гаражи во сите централни општини во светот првенствено има за цел да одговори на потребите на граѓаните во тесните грла, каде што се јавува проблемот со паркинг простор. Впрочем, и поради тоа, ваквите инвестиции се нарекуваат инвестиции од општ и заеднички интерес на граѓаните. Со ставање во функција на оваа катна гаража, конечно се најде решение за проблемот со изнаоѓање на паркинг простор во овој дел на општина Центар. До 1 април паркирањето во катната гаража Судска палата ќе биде бесплатно за сите, а од 1 април редовните цени за паркирање ќе бидат 20 денари за час до 18 часот и 10 денари од час по 18 часот, а дневната паркинг карта ќе чини 100 денари. Додека велосипедите, моторциклите, хибридните возила и лицата со инвалидитет во неа ќе можат да паркираат бесплатно. Овој паркинг простор е инвестиција на општина Центар, која за реализација на овој проект издвои околу 5 милиони евра. Студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи во соработка со ВИП Македонија ќе постави 8 уреди за бесплатен пристап на интернет. Уредите почетно ќе бидат поставени во реновираната читална во студентскиот дом Гоце Делчев и распоредени во 3 кампуси на територија на Скопје. Со овој чекор се придонесува студентите во Македонија да се изедначат со европските студенти, а со тоа се олеснува нивниот образовен процес и се помага во градење младина која е движечка сила во општеството.
Капиталниот проект за реализирање системско решение за одведување на фекалните отпадни води од селото населбата Драчево и местноста Подстаница, кој со изградба започна пред 30 години, денеска беше официјално прогласен за завршен, со пуштање во употреба на препумпната станица. Елизабета Дамјановска. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, министерот за транспорт и врски Милијана Киески и градоначалникот на општина Киселавода Маријан Ѓорчев денеска ја пуштија во употреба новоизградената припумпна станица во местноста Подстаница во Драчево. Капиталниот проект за реализирање системско решение за одведување на фекалните отпадни води од селото населбата Драчево и местноста Подстаница почна во 1982 година. Од 2009 до 2012 година во овој реон се изградија канализации на сервисни улици во вкупна должина од околу 5 километри, а се изгради и фекален колектор. Градоначалникот на општина Киселавода Маријан Ѓорчев изјави дека со пуштањето на припумпна станица ќе се изврши прифаќање на целокупната примарна, секундарна и терцијална канализацијска мрежа. На Киселавода, која што не е богата општина, морам да кажам, но со поддршка на владата успеа да го реализира овој проект, ни обезбеди позајмица од 15 милиони денари, а и ова е тоа дело. Тука се тие 15 милиони денари, 4 пумпи од германската држава, каде што фирмата Вардар Градба со една, би рекол, брза израдба во зимски услови успеавме да го довршиме овој 30-годишен труд на драчевчани и тоа го направивме сите ние. Станува збор за заеднички проект на општина Киселавода и владата на Република Македонија. Општината Киселавода изврши позајмица во висина од 15 милиони денари од Министерството за финансии за целосна имплементација на овој проект. Проектот е завршен со што се создаде услови за заштита на животната средина, за почисти подземни води, за почисто земјиште аграрно и за подобар живот на граѓаните на Драчево, со што вкупната инвестиција за реализација на проектот, односно изградба на примарна, секундарна и терцијална мрежа, изнесува 60 милиони денари, а изградбата на препумпната станица чини 21,5 милиони денари. Во продолжение на урбаните вести ви информираме за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. На сцената на Македонската опера и балет вечерва од 20 часот се изведува репризата на балетската представа Есмералда од Сезар Пуњи. Диригент на представата е Бисера Чадловска, а кореографијата на Михаил Крапивин од Русија. На представата настапува балетскиот ансамбл и оркестарот при Македонската опера и балет. Представата Господја министерка од Бранислав Нушик се изведува вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот во режија на Наташа Поплавска. Играниот филм Во љубов и војна се прикажува вечерва од 20 часот во Кинотека на Македонија. Во љубов и војна е филмска драма правена според делото Хемингвеј Во љубов и војна на Хенри Вилард и Джеймс Наджел. На 10 минути пред полноќ во клубот Социјал започнува студентската забава Студентите пеат со Ѓоко Таневски. Во клубот Midnight од полноќ ќе имате можност да се забавувате со Бени и Нонстоп. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт, Бајер Минхен и Порто со предност во првите средби од осмина финалето од Лигата на шампионите. Актуел, Македонија ќе се представи на Евровизија со номерата Империја. Бајер Минхен и Порто со предност во првите средби од осмина финалето од Лигата на шампионите. Томислав Атанасовски со спортските вести веднаш по рекламите.